Civil Media. Na početok da kažem дека оптимиста сум поприлично околу европските интеграции на оваа земја, бидејќи да не заборавиме, оваа земја до 2007 година беше, како кажам, беше третирана од западните сили како земја која е окупирана и земја која е киднапирана од мафијашки режим. Тоа е првата важна дефиниција и денес, после таа власт, земјата почнува да се отвара и почнува да ги решава најважните билатерални спорови кои не тиштат во овие 30 години, а тоа е промената на името, што значи дека не е само промената на името, туку тоа е решавање на долгодеценискиот билатерален спор со Република Србија, а потоа и решавање со Република Бугарија. Тоа се важни дипломатски договори кои адресираат на почит, на пријателство меѓу соседите, значи решавањето на билатералниот спор е предуслов за натамошно интегрирање во Европската Унија на Република Северна Македонија. Значи контекстот е многу јасен и адресира на тоа дека од заробена држава земјата се отвара и почнува да влегува во некои подцивилизирани и помирни води. Сега што се однесува до сликата за медиумите, мислам дека сликата во медиумите е прилично релаксирана, дека се почитуваат базичните слободи и права на луѓето, дека пропагандата не е така брутална и манипулативна, баш напротив, со сите проблеми и со сите дубиози за денешната влада, ми се чини дека медиумската сцена е релаксирана, владата е транспарентна, институциите се обидуваат колку толку од затворени да стануваат отворени, да стануваат транспарентни и мислам дека во тој контекст е многу важно како за нас граѓаните, така и за некоја европска иднина. Сега тука доаѓаме до главниот проблем кој го имаат сите во оваа земја, а тоа е проблемот со фейк ньюс или борбата против дезинформации. Борбата со дезинформации е перманентна, таа не е од вчера и таа не е само локален проблем, таа е и некој светски проблем, но ќе се обидам во неколку точки да адресирам, да кажам што мислам дека настануваат најголемите заблуди кога се фейк ньюс во прашање и на овие точки кои сега ќе се реферирам, ќе се обидам не луѓето да ги занемаруваат вестите со дезинформација, туку да се обидат јасно да детектираат и да откријат што е права вест, што е навремена вест, што е коректна вест, а што е веста на лагата, веста на манипулацијата, веста на бруталната пропаганда. Би сакал да кажам во кои се тие три основни и клучни елементи за да се избориме сите ние во јавниот простор против борбата за дезинформирање. Значи, првата точка би сакал да кажам дека денес владее еден вид копи-пасте новинарство, тоа е трка за што повеќе информации, кликови и презентирање на вести од други портали, од Facebook, од Twitter и воопшто не се проверува изворот и кредибилитетот на таа информација. Под второ, дневен вестник што има додаток за здравјето на луѓето, не затоа што тие дневни вестници се заинтересирани за нашето здравје, туку затоа што тоа е добар начин за рекламирање на фармацевската индустрија која препознава и така многу подобро отколку класичната реклама во маркетингот. Потоа политичка пропаганда која е блиска во корелација со национализмот, а неговите начела во некоја теориска смисла е начело на старозаветна нација, тоа знаете дека беше наратив на десната и популистичка партија ВМРО-ДПМН, која ни велеше дека оваа нација стара од времето на Александар уште пред 2000 години. Потоа имаме начело на нашиот Месија, ако се сеќавате многу добро, Груевски беше окарактеризиран во дека Господ ни го пратил, дека тој е единствениот Месија кој мисли за доброто на народот и така натаму. Тоа е вториот мит. Потоа
приказната за идентитетот, приказната за лукративниот спор што го има и што го третира со непроменливоста на името, и тоа го менува по потреба. Значи идентитетот дека наводно идентитетот нас ни го одземале и дека ни го осквернавиле, како што ни го осквернавиле и македонскиот јазик. Тоа се разбира дека е комплетна лага и шуплива приказка, бидејќи Македонија денес го има загарантирано својот македонски идентитет и јазикот на кој зборуваме во оваа земја е македонски. И би кажал уште еден многу важен факт за медиумите, за кој сите ние ќе мора да се избориме, а тоа е една подгрупа во групата на лажни вести и борба против дезинформации, а тоа е темата за мигранти, LGBT луѓето, справувањето на разни болести на природна база. Значи, мигрантите денес во оваа земја се третираат како некои луѓе кои ќе дојдат тука во оваа земја и да ни ги земат нашите работни места. Не, тоа е исто манипулација, бидејќи и да поминуваат мигранти низ оваа земја, тие одат во побогатите земји, таму некако да се спасуваат од крижните и политички жаришта од соседните земји. Значи, се работи за луѓе кои што се бегалци. Исто така предрасуди се шират за луѓето од LGBT заедницата, као некои луѓе кои што се иноверни, некои луѓе кои што се, како би рекол, некои луѓе кои што се во некоја смисла и пореметени, што е ужасна неправда за тие луѓе на таков начин кога се зборува. И мислам дека исто и огромна манипулација се ствара кога одредени портали и сајтови пишуваат дека можат да излечат рак или можат да оплодат некакви, да оплодат жени кои имаат проблем со својата плодност. Значи, манипулациите се на разни нивоа, дури и со решавање на такви горливи и тешки здравствени проблеми на самите граѓани. Затоа што денеска според Светска здравствена организација официјално не постои лек за рак, и тоа значи дека не може на никаква природна база да се лечат така тешки заболувања. Значи, сакам да кажам дека во денешниот контекст македонското општество го живее некои многу важни премрежја, и сакам да кажам дека мислам дека на 12 април оваа земја повторно ќе се одлучи дали ќе го минува патот кој веќе го поминавме, или дали ќе продолжи, условно речено, да станува уште поголема демократска и модерна земја, како што се сите земји во Европа. Значи, кога би го заокружил тоа, не чекаат многу важни настани, не чекаат избори, и ми се чини дека земјава повторно ќе бира, и ми се чини дека ќе го одлучи она што е вистински добро за нив и за иднината на сите нас во оваа држава. Цивил медија